Почитувани, денес злосторникот се враќа на местото на злочинот. Откако Бранко ја уништи економијата на Македонија, а Прилеп го претвори град во беда и сиромаштија, град срам за прилепчани, денес повторно ќе ја бара вашата доверба. Ние младите нема да дозволиме и нашата иднина да ја уништуваат транзицијските политичари. Затоа сакаме да потсетиме на затворените прилепски фабрики кои оставија невработени неколку илјади граѓани, наши родители. Да потсетиме на дел од лагите кои Бранко ги ветуваше, како на пример Македонија, во која ќе нема ниту едно семејство без барем еден редовно вработен. Не смее во Македонија да има барем еден родител што не може да си го ишколува своето дете. Македонија, во која ќе нема ниту еден човек кој ќе се плаши дали може да го плати своето лекување. Ова се само дел. Ги има многу, а вие, драги сограѓани, ги знаете многу добро. Секој политичар мора да ги исполни своите ветувања дадени пред народот, затоа што народот е оној кој на крајот суди. Неисполнувањето на ветувањата на секој политичар скапо се плаќа. Денес, во Македонија не може да се најде човек кој што му верува на Бранко Црвенковски. Но исто така, не може да се најде ни прилепчанец кој што му верува на Хари Локвенец, бидејќи Хари и Бранко се различна форма, но иста содржина. Да го заштитиме Прилеп од оние кои во минатото го уништуваа. Почитувани сограѓани, разликата можеби никогаш не била поочигледна. Единствениот проект на СДСМ е една бандера, а зад нас стојат стотици реализирани проекти. Додека СДСМ прави злодела, ние правиме дела. Да избериме 400 нови дела, затоа што Прилеп се сака само со дела. Ви благодарам.